Господјо председател, почесната единица е построена во ваша чест. Рапортира капетан Стефан Димитровски. Почитувани војници и старешини, браво! Браво! Повеќе не гледам се. Да, Следува рапорт на началникот на Генералштабот на армијата, генерал мајор Сашко Лавчиски, од страна на командантот на свеченоста, полковник Игор Атанасов. Мирно! Поздрав! Налево! Војници и старешини, здраво! Здраво! Не, но! Пароль, слободно! Почитувани, добре дојавте на централната свеченост по повод 18 август, денот на армијата. Следува пречек на знамето и знаменскиот вод. Ве молам да станете. Мирно! Поздрав! Надесно!
Следува интонирање на химната на Република Северна Македонија и химната на армијата. Викам, Парадно, славно.
Почитувани гости, ми представува особена чест и задоволство во име на припадниците на армијата да ги поздравиме. Председателката и врховен командант на армијата, незината екселенција, госпоја Гордана Силјановска-Давкова. Председателот на Собранието, господин Африм Гаши. Председателот на владата, господин Христијан Мицкоски. Министерот за одбрана, господин Владо Мисајловски. Началникот на Генералштабот на армијата, генерал мајор Сашко Лавчиски. Присутните министри од владата, присутните представници на Собранието, генералите на армијата, поранешните началници на Генералштаб, пензионираните генерали на армијата и генералите од партнерските вооружени сили, присутни на свеченоста, представници од кабинетот на председателот, представници од Министерството за одбрана и армијата, присутните градоначалници, представниците на дипломатскиот и воено-дипломатскиот кор, представници на верските заедници, представниците на државните институции, органите на локална самоуправа, невладини организации и издруженија, семејствата на новопроизведените потпоручници, представниците на медиумите и сите останати гости на денешната свеченост. Почитувани гости, дами и господа, драги пријатели. Денес, 18 август, армијата го одбележува својот 33 роден ден. Повеќе од 3 децении исполнети со непоголеблива посветеност за одбраната на независноста и територијалниот интегритет на Републиката, но и учество во меѓународни операции и помош и поддршка на институциите и граѓаните во случај на кризи и хуманитарни активности. Ова се години на посветеност, пожртвуваност, знаење и храброст во служба на татковината. Армијата е горд носител на традициите од минатото. 18 август, денот кога во 1943 година е формирана првата поголема вооружена формација, баталјонот Мирче Ацев на Славе Планина, е врежан во колективната меморија не само на припадниците на армијата, туку и на граѓаните на Републиката. Токму од пожртвованоста на борците за слободата, ние, припадниците на армијата, ја црпиме силата за нашите успеси. Армијата оваа година го прослави 5-годишниот јубилеј од нејзиното членство во НАТО. Нашето учество во мировните и хуманитарните операции, како и учество на вежби и градењето интероперабилно со останатите НАТО земји и сојузници, е потврда за наша стратешка определба за колективната безбедност. Почитувани, во стројот пред вас гордо стојат припадниците од Командата за операции на високата команда на оперативно ниво во армијата, Командата за обука и доктрини, одговорна за организација, координација и реализација на индивидуална и колективна обука, Логистичката база, одговорна за планирање, организирање и координирање на логистичките активности во армијата, Баталјонот за специјални сили, одговорни за изведување на високоризични и специфични операции, попозната како волци, Баталјонот за почести, одговорна за протоколарни и церемонијални активности, а пред ешалоните построени се знаменосците со воените знамења на командите и единиците на чело со знамето на Генералштабот на армијата. Нека ни е честит и среќен роден ден од Армијо наша. Ве повикувам со едноминутно молчење да им одадеме почит на загинатите и починатите борци за слободата на Македонија и на загинатите припадници на армијата. Нека им е вечна слава. По повод денот на армијата добиени се бројни телеграми со честитки од повеќе институции, странски вооружени сили и пријатели на армијата. На сите им благодариме за убавите зборови. Почитувани,
Со посебно задоволство истакнуваме дека оваа свеченост е збогатена со новопроизводените подпоручници и подофицери кои го завршија основниот циклус на школување и стручно оспособување и се стекнаа со правото да ги носат првите офицерски и подофицерски чинови. Припадниците кои со нивното залагање, вложен труд и знаење, посебно се истакнаа за време на нивното школување се подпоручник Анастасија Геровска, прво рангирана, подпоручник Бојана Трифуновска, второ рангирана, подпоручник Сара Димовска, трето рангирана, водник Ѓорги Попангелков, прво рангиран, водник Филип Гирев, второ рангиран, водник Мартин Поповски, трето рангиран. Следува доделување на признанија на тројцата прворангирани подпоручници и тројцата прворангирани водници. Прворангирани подпоручници и водници, напред! Ги поканувам председателката и врховен командант на армијата, господја Гордана Силјановска Давкова, министерот за одбрана, господин Владо Мисајловски, началникот на генералштабот на армијата, генерал мајор Сашко Лавчиски, главниот подофицер на армијата, главниот подофицер на командата за операции и главниот подофицер на командата за обука и доктрини да ги доделат признанијата. Стручно способување на офицери и подофицери представува процес кој бара пожртвуваност, посветеност и трудолюбивост. Низ вашата кариера продолжете да ги одржувате веќе изградените вредности, бидете лидери и пример за останатите. Вашите постигнувања не се само ваше лично признание, туку инспирација за идните генерации на офицери и подофицери. Им честитаме на прворангираните подпоручници и прворангираните водници за признанијата, воедно им честитаме на ново произведените офицери и подофицери. На своите места!
Го повикувам прворангираниот подпоручник Анастасија Геровска да се обрати пред присутните. Госпожо председател, дозволете да се обратам. Разбирам, госпожо председател. Почитувана председателка на Република Македонија и врховен командант на вооружените сили, госпожа Гордана Силјановска-Давкова. Почитувам председател на Собрание, господин Африм Гаши. Почитувам председател на влада, господин Христијан Мицкоски. Почитуван министер за одбрана, господин Владо Мисајловски. Почитуван началник на генералштаб, генерал мајор Сашко Лавчиски. Почитувани генерали, старешини, представници на институциите, инструктори, семејства и драги гости. Денес стојам пред вас со чувство на длабока чест и благодарност, што како првенец на 25-та класа на питомци имам можност да говорам во името на генерацијата. Денешниот ден е момент што долго го очекувавме, не како крај, туку како почеток на една нова и многу поважна мисија. Првиот офицерски чин што го добивме не е само символ на постигнување, туку тежина на одговорност што ќе ја носиме секојдневно. Со целото срце и со целата чест. Поминавме 4 години исполнети со обука, дисциплина и предизвици. Не учевме само да ракуваме со оружје и да се движиме по терен, туку и како да бидеме лидери, како да размислуваме, да проценуваме и да донесуваме одлуки. Научивме дека честа не се носи само на рамото, туку се докажува со секој чекор. 25-та класа ќе остане запаметена како генерација што знаеше да истре, да остане обединета и да се издигне над секој предизвик. Ќе ја носиме оваа униформа со достоинство, ќе ја браниме татковината со лојалност и ќе бидеме пример за оние што доаѓаат по нас. Во свое име и во име на генерацијата упатувам благодарност до нашите командири, професори и инструктори, кои не водеа, не формираа и не подготвија да го носиме товарот на професијата што сме ја избрале. Благодарности до нашите семејства кои ни беа тивка поддршка во најтешките денови. Нека 25-та класа биде пример за генерациите што доаѓаат. Благодарам. Дами и господа, почитувани гости, следува читање на указ од председателката на Република Северна Македонија. Ве молам да станете. Указ број 1 од 18.8.2025 година. Врз основа на член 84, алинеја 8 од Уставот на Република Северна Македонија и член 18, став 1 од Законот за одликувања и признанија на Република Македонија, Службен весник на Република Македонија, број 48/02, 24/12 и 190/16, се одликува Центарот за обука на питомци и офицери со орден за воени заслуги за извонредните успеси во исполнувањето на основната мисија, организација, подготовка и реализација на обука со питомците и кандидатите за офицери во армијата, како и за особениот стратешки и долготраен придонес во изградбата и јакнењето на одбранбената способност на армијата, преку вложување во образованието и едукација на питомци и кандидати за офицери, со што се изградени генерации посветени и професионални воени лидери. Председател Гордана Силјановска-Давкова. Повелете, седнете.
Следува доделување на орденот на одликуваната единица. Командант на Центар за обука на питомци и офицери, напред! Ја поканувам председателката и врховен командант на армијата, госпоѓа Гордана Силјановска-Давкова, придружувана од страна на началникот на Генералштабот на армијата, генерал мајор Сашко Лавчиски, да го додели орденот за војни заслуги. Формирањето на овој центар потекнува од 1992 година, кога со формирање на армијата е согледана неопходноста за едукација на старешини и нивно оспособување за раководење и командување. Центарот за обука на питомци и офицери е повеќе од место за обука. Од него произлегуваат војни лидери на македонската армија, кои во текот на школувањето учат не само како се борат, туку и како да се водат со чест, да размислуваат со јасност и да действуваат со сочувство. При тоа, одржувајќи ги вредностите на знаење, чест, служба и љубов кон татковината. Во текот на годините имаше бројни трансформации, поттикнати од реалните потреби, побарувања и осогласувања со современите стандарди. А од 2023 овој центар го носи денешното име. И честитаме на одликуваната единица. На своите места! Го поканувам началникот на Генералштабот на армијата, генерал мајор Сашко Лавчиски, да земе збор. Почитувана председателка и врховен командант, госпоѓа Гордана Силјановска-Давкова, почитуван председател на Собранието, господин Гаши, почитуван председател на владата, господин Христијан Мицковски, почитуван министер за одбрана, господин Владо Мисајловски, почитувани министри во владата, почитувани пратеници, почитувани активни генерали, почитувани пензионирани генерали, почитувани поглавари на верските заедници, почитувани градоначалници, почитувани представници на војно-дипломатскиот кор, почитувани представници на медиумите, почитувани офицери, подофицери, војници и цивилни лица, драги гости, дами и господа. Со особена чест и задоволство ви се обраќам денес по повод 18 август, денот на армијата. За нас, припадниците на армијата, 18 август е денот над деновите. Тоа е празникот кој ги обединува сите празници, сите денови кои ги прославуваме во командите и единицата на армијата. Денеска, на денот кога е формиран баталјонот Мирче Ацев, ве поздравувам и ви посакувам добре дојде од касарната што го носи името на нашиот славен национален херој и војвода Јане Сандански. Ви посакувам добре дојде од домот на припадниците на вториот пешадиски баталјон, достојни наследници на традициите на борците од 14-та македонско-младинска ударна бригада Димитар Влахов. Денеска, кога го славиме 33-тиот роден ден на армијата, се сеќаваме на аманетите, оставени од илинденците и борците од народоослободителната борба, но се сеќаваме и на сите поранешни припадници, кои што допринесоа во изградбата на модерната македонска армија. Армијата од секојаш била една од најважните столбови на државата. Таа е символ на извонредност и професионализам.
Армијата е институција која што е синоним за вредности и принципи. Институција каде што мултиетничноста, моралот, етиката, припадноста и патриотизмот се вградени во кодот на секој припадник. Таа е институција која што ужива најголема доверба меѓу граѓаните. И затоа армијата ја има и најважната мисија во државата, а тоа е одбрана и заштита на територијалниот интегритет и независноста на татковината. Почитувани припадници, нашата мисија е наша светост. Таа е наш императив и наша суштина. Во изминатиот период напорно работевме во исполнувањето на истата. Јасно ги поставивме приоритетите со што значително се подобрија борбените функции и ја зголемивме борбената готовност. Извршивме интеграција на плановите за трансформација со развојните планови и плановите за модернизација и опремување. Преку учеството на голем број обуки и вежби, дополнително ја зголемивме оперативноста и интероперабилноста на армијата. Како што ви е познато, оваа година бевме домакини на една од најголемите меѓународни воени вежби, Immediate Response 25, одржана на армискиот полигон Криволак. Вежбата опфати учество на повеќе од 2200 припадници од над 10 земји членки на НАТО и партнерите, при што беа демонстрирани синхронизирани дејства на копно, воздух и во сајбер просторот. Токму со оваа вежба, армискиот полигон Криволак уште еднаш се потврди како стратешка локација и репер за обука по највисоки стандарди. Истовремено, во тек се и финалните подготовки за нашето самостојно и себеодржливо учество на вежбата Cyber Junction 25, која ќе се одржи во месеците август и септември на полигонот Хохенфелс во Сојузна Република Германија. Таму нашите сили ќе демонстрираат високо ниво на тактичка, техничка и логистичка подготвеност, како и способност за самостојно действување во сложени оперативни средини, рамо до рамо со единиците од вооружените сили на САД, но и од другите сојузнички армии. Почитувани, денес нашата одлучност, напорната и посветена работа е лесно препознатлива. Нашите војници гордо го носат македонското знаме во составот на истурените сили на источното крило на НАТО во Романија, Бугарија и Летонија. Припадниците на армијата, распоредени во мисијата КФОР на Косово и ЛТА во Босна и Херцеговина, заедно со останатите сојузници и партнери, секојдневно се грижат и допринесуваат за регионалната безбедност, стабилност и мир. Не помалку важна, ако не и најважна во моментот, е улогата на армијата во подршка на останатите државни институции. Денес, на денот на армијата, околу 30 припадници се уште се борат со пожарот во Јасен. Тие се приклучија кон останатите над 2000 армиски припадници кои секојдневно се справуваат со пожарите низ целата држава. Припадниците на армијата, секогаш први, пожртвувано и професионално, учествуваа во справувањето и со останатите елементарни непогоди, како и во пребарувањето на исчезнати лица. Почитувани присутни, во овој динамичен и непредвидлив безбедносен контекст, карактеризиран со враќање на конвенционалната војна на европско тло, армијата ја препознава потребата од подобрување и унапредување на одбранбените капацитети и способности. Во свет кој брзо се менува, високиот степен на борбена готовност е темелот на нашиот успех. Ние мора да се прилагодиме на новите закани, да ги прифатиме новите технологии и постојано да се обучуваме, а со цел одржување на највисоко ниво на борбена готовност. Денеска сме сведоци на засилени хибридни закани, сајбер напади, дезинформации, обиди за нарушување и обликување на јавното мислење и ерозија на довербата во институциите. Тие закани не познаваат граници, но нашата армија, во координација со сите надлежни тела, е дел од општествената отпорност во која ќе продолжиме да инвестираме со знаење, технологија и човечки потенцијал. Затоа, периодот кој следи, го посветуваме на постојано зголемување на обученост, подготвеноста и извежбаноста на сите нивоа на командување и контрола, имплементирајќи ги лекциите од современите војувалишта. Период каде што уште повеќе ќе ги зголемиме борбените капацитети и капацитетите за отпорност. Во оваа прилика, дозволете ми да ја изразам мојата благодарност до Министерството за одбрана и владата за нивната безрезервна подршка која ја добиваме на патот кон изградбата на споменатите капацитети и способности и сето останато што е потребно за успешно исполнување на нашата мисија. Затоа што само подготвена армија,
е вистинска гаранција за суверенитетот, територијалниот интегритет и мирот во државата. Почитувани присутни дами и господа, дозволете ми на овој голем ден да ја изразам мојата благодарност до сите припадници на армијата, до сите офицери, подофицери и цивилни лица, да ја изразам мојата благодарност до нивните семејства. Дозволете ми да им одадам почит на сите кои служеле и се уште и служат на татковината и да длабок поклон и почит кон сите оние кои го дадоа својот живот за Македонија. Воедно им честитам на најмладите старешини од офицерскиот кор, ново промовираните подпоручници од Војната академија и најмладите старешини од подофицерскиот кор, ново промовираните водници од командата за обука и доктрини. Со вашата посветеност, дисциплина и напорна работа заслуживте да бидете поставени на лидерски позиции во основните единици на армијата. Тоа е исклучително важна и одговорна задача, која ви се доверува. Ве повикувам сите заедно да продолжиме да ја градиме армијата како модерна и доверлива сила. Сила на мирот, стабилноста и достоинството. Нека ни е честит и вековит 18 август. Да живее армијата! Да живее! Да живее Македонија! Да живее! Ви благодарам. Го поканувам министерот за одбрана, господин Владо Мисајловски, да земе збор. Благодарам. Почитувана председателка и врховен командант на армијата, почитуван премиер, почитуван председател на собранието, почитувани министри во владата, почитуван началник на генералштабот на Македонската армија, почитувани прибадници на Македонската армија и вработени во Министерството за одбрана, почитувани дипломати, почитувани генерали, почитувани представници на медиумите, почитувани дами и господа. Македонската армија денеска го слави својот 33 роден ден. 33 години напредок, 33 години безбедност на отковината и сигурност на граѓаните. За тоа што сме денес организирана, високо професионална, исклучително почитувана армија, сакам да им се заблагодарам на сите мажи и жени во униформа и сите вработени во одбраната. Вие сте олицетворение на вековниот стремеж за самостојност и независност, зашто одговорноста за суверена Македонија е ваша. Давате и продолжувате да давате се од себе за армијата и одбраната да продолжат да се движат напред, и тоа го почитувам и го вреднувам. Како министер за одбрана повтор пат има можност да ви го честитам овој ден. Денес можам да потврдам дека столбовите на која градиме армијата и одбранбените сили стојат цврсто. Буџетирањето на одбраната е на високо ниво, а така и ќе продолжиме. Силно сме посветени да ја зајакнеме нашата одбрана со исполнување на заложбите за инвестиции во одбранбените ресурси согласно одлуките на самитот на НАТО во Хаг. И сакам да се заблагодарам јавно на премиерот и на владата за целата подршка. Инвестициите во одбраната ги гледаме на дело. Средствата кои граѓаните ги вложуваат во нашата одбрана ги инвестираме плански и домаќински. А резултатот го гледаме пред нас. Во новите лесни оклопни инженерски возила, во новите артилериски орудија Боран, кои неодамна ги промовиравме, во нова и напредна опрема, која ни овозможува да кажеме Македонската армија е НАТО армија. Минатата недела пристигна уште 29 нови лесни оклопни возила од американско производство, што бројот на овој тип возила наменети за Македонската армија се искачи на 67 вкупно 96 кои се предмет на набавка. Годинава арсеналот на возила ќе се зајакни со пристигнување на дел од оклопните возила Страйкер. Набуваме и опрема за пешадија како вооружување со мал калибар, автоматски пушки, митролези, фрлачи на гранати, униформи, чизми, се што е потребно за нашите припадници безпрекорно ги извршуваат своите задачи. Тука е АБХ опремата, како и инженерските машини и опрема. Споменатите артилериски системи Боран, набавени од сојузничка Турција, се веќе дел од арминскиот арсенал. Набуваме и напредна комуникацијско-информатичка опрема за сајбер одбрана и криптозаштита, која е дел од силните договори кои ги подпишавме со САД од декември минатата година. Во овие договори се вклучени и набавка на беспилотни системи, опрема за извидувачките и разузнавачките единици, опрема за специјалните сили, лесно пешадиско вооружување, средства за лична заштита и комплет за контрола на здружен оган.
А покрај овие договори, тука и набавката на системот за противоклопна борба Джевелин, кој ќе биде вграден во дел од оклопните возила JLTV и Striker. Во тек е и проектот за набавка на специјални возила за посебни намени, со кој ќе се обезбеди опремување со товарни и специјални моторни возила кои ќе ја засилат мобилноста и снабдувањето на единиците на армијата. Продолжува и набавката на нови хеликоптери кои значително ќе ни помогнат во овие периоди кога се справуваме со пожарите на целата територија. Армијата ја градиме преку одличните билатерални односи со нашите сојузници, посебно со Соединетите Американски држави, кои не поддржуваат во континуитет со сериозни финансиски средства. Обединетото кралство не подржи со индивидуална опрема, а со Турција склучиме договори за набавка на околу 4000 комплети борбена униформа кои очекуваме да пристигнат веќе во септември, а во дополнителна постапка и во процес сме за околу 3400 пара и нови уште 1800 комплети борбена униформа. Со поддршка од околу 38 милиони евра од Европскиот мировен фонд, склучивме договори за набавка на медицински возила, инженерски машини, дозери, натоварувачи, симулатори за пациенти, одела за деминери, робот за уништување на неексплодирани средства, влечни возови, генератори и многу друга опрема. За сето ова им благодариме на сите сојузници. Да не ги заборавиме и инвестициите во инфраструктурни проекти каде што се реконструкција и реновирање на градежно уредување на многу објекти во повеќе касарни. Вредно е за спомнување дека во Министерството функционира и единствениот НАТО акредитиран центар во нашата држава. Регионален центар за односи со јавноста кој е уникатен во сојузничката мрежа на центри за обука, по тоа што е единствен кој е целосно посветен на развој на оваа значајна област. Развојот го гледаме и во нашиот човечки капацитет. Во финална фаза е примот на 300 нови професионални војници. Особено ми е драго што денеска со нас се нашите нови лидери. 26 нови подпоручници кои по 4 годишно школување на војната академија веќе го започнаа својот пат во редовите на армијата како офицери. Тие се нашата иднина. Со нас е и дел од новите 149 подофицери, кои се одзваа на повикот и кои ќе го зацртат суштинскиот сегмент на армијата подофицерскиот кор. На сите вам нови офицери и подофицери ви честитам на успехот и порачувам да продолжите со висока мотивација и труд да го одржите високото ниво на доверба кај нашите сограѓани. Грижата за нашиот човечки капацитет е основата на секоја добро организирана армија. Минатата година ги нагласив проблемите кои не затекнаа во однос на финансиските обврска кон вработените. И тогаш ветив дека ќе сторам се, оваа неправда да не се повтори. Денеска можам да кажам дека овој проблем е надминат и се исплаќа навремено. Така продолжуваме и понатака, зашто секој наш вработен мора да е мотивиран и неговиот, односно незиниот труд да биде соодветно валоризиран. Со гордост ќе кажам, македонската одбрана инвестира во развојот, се опремува и модернизира и многу важно се помладува и пополнува. Тоа е гарант дека нашата сила и способност да бидеме темел на државата денес ќе биде реалност и во иднина. Почитувани, дел од овие успеси кои ги наброив се дела на нашата макотрпна работа и нашата силна посветеност кон вооружените сили. Се соочивме и ќе продолжиме да се соочуваме со бројни предизвици. Но она што не прави различни е нашата љубов кон татковината, за која работиме со срце и со душа. А кога работите така, наоѓате решение за секој предизвик. Затоа и во следните 365 дена до следниот армијски празник ќе продолжиме посветено и напорно да достигнуваме нови резултати, нови успеси, затоа што се работи за татковината и незината самобитност. Нека е чести денот на армијата 18 август. Да живее армијата! Да живее Македонија! Благодарам. Почитувани гости, следува обраќање на претседателката и врховен командант на армијата, госпоѓа Гордана Силјановска-Давкова. Почитувани припадници на армијата, почитувани, како што јас намерно го кршам протоколот, војници и офицери, ветерани на македонската одбрана, почитуван председател на Собранието, господине Гаши, почитуван председател на владата, господине Мицкоски,
почитуван министер за одбрана господине Мисајловски, почитуван началник на генералштабот на армијата генерал мајор Лавчиски, ценети екцеленции, представници на верските заедници, драги сограѓани. Денеска, на 18 август, го одбележуваме 33-тиот роден ден на нашата армија, браник на македонскиот територијален интегритет и независност и важен мировен гарант. Дозволете ми да ви го честитам големиот празник. Се собравме тука, во градот Подисарот, во кој се уште се чувствува нескротливиот дух на македонските револуционери и линденци, партизани и јасномци. Тука, во Штип, како што неодамна подсетив на Мечкинкаме на прославата на Илинден, учителствувал идеологот на македонското револуционерно дело, големиот Гоце Делчев, кој ја подгревал вербата кај народот дека само со сопствени сили може да се избори за слободна македонска држава. Делчев безкомпромисно се залагал за самостојноста на македонското ослободително дело и се противел на секој обид за надворешно мешање во нашето движење. Не верувал во востание со луѓе кои ќе го напуштат при првиот неуспех, туку во револуција од граѓани кадарни сами да се справат со сите предизвици и искушенија на една тешка и долготрајна борба. Гоцевиот пристап, со еден збор, јас го нарекувам само одржливост. За време на Втората светска војна, водена од принципот на самоодржливост, народно-ослободителната и антифашистичка генерација не чекаше некој да не ослободи. Таа ја формираше 110.000-ната народно-ослободителна војска на Македонија, со која ја ослободи татковината и го оствари сонот за македонска држава. Филозофијата на самоодржливост, конципирана од илинденците и прифатена и продлабочена од антифашистите, е основа и константа на македонската воена доктрина. Во тој дух и по прогласувањето на независноста во 1991 година, македонската армија се стави на располагање на државата и граѓаните на многу начини. Како гарант на мирот и одбраната, преку континуираната и сестрана реформа за која говореше министерот, помош на македонските граѓани и на македонската држава во справувањето со кризните, па и со вонредните состојби, како онаа со COVID-19, и поддршка на цивилните институции во справувањето со елементарните непогоди како пожарите и поплавите. И секогаш тоа го правеше и се уште го прави професионално, одговорно и пожртвувано. Доказ за ова е континуираното уживање највисока доверба меѓу македонските граѓани. Почитувани, повеќе од 3 децении армијата ја пишува својата приказна како вистински кустос патријаe, чувар на татковината. Визијата на генералштабот, дејството на командата за операции, знаењето на командата за обука и доктрини, поддршката на логистичката база и честа на баталјонот за почести се присутни во секој сегмент од армиското делување. Нашата армија е столб на стабилноста и мирот, од придонесот во мировната мисија УНИФИЛ до ангажманот во мисијата КВОР, каде во ноември 2020 година македонските мировници го достигнаа највисокото ниво на НАТО одговорност. Денес, над 180 армиски припадници под македонското знаме се вклучени во мировни мисии и операции. Почитувани присутни, како и голем дел од македонските граѓани, и јас посакувам најголеми вложувања во најмокните оружја, знаењето
образованието и науката, истражувањето и развојот, културата и спортот. Но, свесна сум дека живееме во едно од најнестабилните, најнепредвидливите и најнесигурните времења. Глобалниот поредок е фрагментиран, европската безбедносна архитектура е нарушена, конфликтите на Блискиот Исток се заоструваат и продлабочуваат, климатските ризици од година во година се зголемуваат. Блокадата на евроинтеграциите, вклучувајќи ја нашата, потенцирам, добива димензија и карактер на сериозен безбедносен ризик за регионот на Западен Балкан, но и за ЕУ. Природата на војната рапидно се менува, напредните технологии галопираат, незамисливи оружја парадираат, вештачката интелигенција сестрано се аплицира, нуклеарната војна понекогаш како да се надвиснува над светот. Галопирачката трка во вооружувањето диктира поголеми инвестиции во одбраната. Важноста на самоодржливоста во одбраната никогаш не била поголема. Таа бара за јакната способност за одвраќање напади и одбрана, адаптирање на националните капацитети за кризен менеджмент и стимулирање кооперативна безбедност со онаа на НАТО, за да бидеме компатибилни со евроатлантската безбедност. Затоа на самитот на НАТО во Хаг се дефинира потребата од ептапно зголемување на трошоците за одбрана. Но, се разбира, според мене, средствата не треба да бидат вложени само во опремувањето на вооружените сили, туку и во структурите на државата и економијата, во инфраструктурата. Финансирањето не се однесува само и пред се на оружјето, туку на севкупниот систем што го градиме и ќе го градиме. Предвидените издвојувања не треба да бидат само трошок, туку и влог и инвестиција, не само во одбраната, туку во самоодржливоста на македонските институции, во нивната функционалност, во нивната ефикасност и ефективност за доброто на граѓаните, а не на функционерите и политичарите и нивните лични и колективни интереси. По таа смисла, сите надлежни, но и засегнати институции мора да размислуваат за долгорочни проекти, што ќе значат креирање и гарантирање самоодржливост и развој, не само во мир, туку и во амбиент на воена закана и потенцијален конфликт. Например, зошто да не може НАТО клинички центар според врвните стандарди на Алијансата, кој што во мирнодопски услови би им бил на располагање на македонските граѓани, а во услови на евентуален конфликт би бил медицински центар за потребите на НАТО Алијансата. Или, зошто еден хибриден модел на клинички центар не би бил изграден овде во Штип, во град со изморедна стратешка локација, добра инфраструктурна поврзаност, државен универзитет, во чиј состав легува и медицинскиот факултет, пропратен со болница и студентски дом. Чинам дека вакви инвестиции би придонеле за обнова, заживување и препород на запустената, иселена и раселена Источна Македонија. Или, зошто да не иницираме изградба на НАТО центар за обука на обучувачи на армискиот полигон Криволот, еден од најдобрите полигони во Европа, барем така велат војните експерти. Многу од припадниците на нашата армија имаат доволно знаење и искуство, чест, како обучувачи да можат да го споделат знаењето со нашите НАТО сојузници. Денеска, со орден за воени заслуги, го одликувавме Центарот за обука на питомци и офицери, кој што едуцира и создаде генерации посветени и професионални офицери и подофицери. И му дадовме признание и на прворангираните питомци и слушатели на основниот курс за подофицери и на ново произведените и промовираните офицери и подофицери. Цврсто сум убедена
дека ако денес генералот Апостолски беше меѓу нас, ќе се гордееше со воената академија како значајна воена, високообразовна и научно-истражувачка институција, на која што покрај нашите питомци и студенти се едуцираат и кадри за потребите на вооружените сили на Црнагора, на Босна и Херцеговина и на Косово. Денес, на важни позиции во Министерството за одбрана и во армијата, во Министерството за внатрешни работи, во Центарот за управување со кризи, во Дирекцијата за заштита и спасување и во други државни институции се и ќе бидат дипломци на Воената академија генерал Михајло Апостолски. Во прашање е водечка институција во државата за развивање оперативни вештини во одбраната и кризниот менаџмент. Исто така, сметам дека треба да ја операционализираме идејата за отварање регионален НАТО центар за извонредност на жените како неискористен потенцијал со силен антивоен и мировен капацитет. Горда сум на трите жени денеска. Вие сте иднината на армијата. Во вас препознавам идни, квалификувани и ценети обучувачи на припадниците на други НАТО армии, а не само на нашата. Од боиштата на истокот на Европа станува јасно дека дроновите ќе бидат една од главните воени технологии во втората половина на 21. век. Со поддршка на НАТО можеме да предложиме вложување во локалната одбранбена индустрија за производство на средства, механизми за заштита од дронови, но и други средства за кои, како што веќе чувме, имаме искуство и докажан капацитет. Ова се само некои од повеќето начини на кои што, вложувајќи во самоодржливоста, ќе ја заштитиме нашата транспортна и критична инфраструктура, ќе ја намалиме ранливоста на нашите системи и институции, ќе го зголемиме уделот и влогот во истражувањето, развојот и иновациите, со што ќе го подготвиме општеството да биде поотпорно на кризи, особено во ера на постојани хибридни закани. Точно е она што го слушаме, дека сме територијално мала држава со малубројна армија, но, според мене, токму големината на нашата држава и бројноста на нашата армија се нашата силна страна, бидејќи полесно, побргу и со помалку средства можеме да ги постигнеме очекуваните резултати. Во ова невреме не смееме да губиме време и треба час поскоро да почнеме стратешки, како што веќе чувме дека почнавме, да ги планираме средствата и нивната употреба. Почитувани војници и старешини, со вашата посветеност низ најновите вежби, од обуките со експлозивни средства во инженерскиот батальон, преку темелната теренска подготовка на кадетите во Криволак и Пепелиште, до техничките операции со живо гаѓање на механизираните единици, демонстрирате стручност и готовност да одговорите на секој предизвик. Македонската армија, иако бројно мала, е голема по дух, по знаење и по љубов кон татковината. Уверена сум дека, како и досега, така и во иднина, армијата ќе биде подготвена да се вклучи и да се вложи во сложениот мултидимензионален и мултифункционален проект за градење на самоодржливи институции и системи во загрозена меѓународна и регионална стабилност и безбедност. Неспорно е дека инфраструктурата и техничката опрема се важен сегмент на борбената готовност, но духот на единство и постојаната и темелна грижа за луѓето е битен за гравитацијата на секоја армија, водена од центрипеталните сили. Благосостојбата на војниците, подофицерите и офицерите, подигнувањето на нивниот животен стандард и подобрувањето на условите за работа, според мене, е неопходна и постојана задача за сите актери во командниот синџир.
Постигнувањето на оваа цел бара синергија од сите наши единици, чија професионалност, труд и посветеност особено ја поздравувам. Современата одбрана не се мери само по воените способности, туку и по капацитетите за инклузија и еднаквост. Не може да има значаен напредок, ниту одржлив развој, без еднакво и суштинско учество на мажите и жените. Безбедноста не е само физичка сила, туку решавање на проблеми со емпатија, со вешта комуникација, со способност за слушање, со способност за говорење, со лидерство и добра организираност, со одлучност и упорност, а ќе се согласите дека во прашање се особини што ги поседуваат и красат и жените. Неодамна промовираната родова самопроценка и родовиот акцијски план 2025-2028 според мене е клучен чекор кон создавање на родово одговорна работна средина во која мажите и жените рамноправно ќе придонесат за заштитата и безбедноста на земјата. Почитувани припадници на армијата, како врховна командантка на вооружените сили, ви изразувам длабока благодарност вам, на храбрите војници, за вашата пожртвуваност, труд и посветеност, вам, на офицерите. Нека овој ден биде подсетник дека слободата не е случајна, туку очекуван и заслужен плод на нашата идејна определба и постојаната борба за неа. Денеска им оддаваме почит на сите кои биле пред вас. Се восхитувам на вас, кои служите и ги охрабрувате оние кои ќе дојдат по вас. Нека ова биде инспирација за секој млад човек да ја гледа армијата како место каде што може честно и одговорно да се служи, да се учи, како се сака, но и како се брани татковината. Посакувам, очекувам и верувам дека имаме и ќе имаме армија секогаш подготвена и способна да го штити нашиот територијален интегритет и независноста на Републиката, како и да продолжи да биде одлучен НАТО сојузник како што и доликува. Да продолжиме да градиме силна и кредибилна армија што ќе ја брани татковината. Благодарам. Следува испраќање на знамето и знаменскиот вод. Ве волам да станете. Мирно! Поздрав! Налево! Почитувани присутни, дами и господа, ви благодариме што присуствувавте на централната свеченост по повод Денот на армијата.